Почна примината на владината мерка училишна кошничка, ранците, тетратките, блоковите, колажи, моливи, пенкала, боички, фломастери, острилки, гуми, футроли, лепила, папки и дигитрони, односно сите неопходни материјали за почетокот на новата учебна година. Од денеска во книжарниците се продаваат со попуст. По објавувањето на одлуката во службен весник, министерот за економија Бесар Дурмиши вели, трговците ќе имаат неколку дена да се прилагодат и да ги променат цените. Од понеделник стартуваат контролите. Доколку ДПИ утврди непочитување или злоупотреба на одлуката, ќе има соодветни казни. Мерката е донесена во седница на влада и заедно со Државниот пазарен инспекторат ќе излеземе на терен и ќе ги мониторираме, односно ќе ги контролираме сите книжари и сите маркети или трговски каде што се продават овој вид на производи. Таму каде што ќе обележуваме дека не се почитува мерката или се злоупотребува, нормално дека според во рамки на законот Државен пазарен инспекторат ќе постапува. Со мерката која ќе важи до крајот на месец септември, трговците на големо се задолжени цените на училишниот прибор да ги намалат најмалку 10, додека пак оние на мало се задолжени да обезбедат попуст од најмалку 15%. Трговците се должни покрај новата намалена цена да ја прикажат и старата цена која важела на 1 јуни 2026 година, бидејќи токму оваа цена е онаа базична врз која се пресметува намалувањето. Во септември, засилени контроли Дурмиши најави и кај цените на храната. Растот на цената на горивата очекува да влијае на другите цени, но засега вели инфлацијата е стабилна и 2 месеци поред имаме намалување на цените на храната. Доколку инспекторите забележат девијантно однесување, вели како надлежно министерство веднаш ќе реагираат. Сега за сега стабилна е ситуацијата, ја мониторираме ако ќе се зголемуваат цените без економска оправданост од страна на трговците, како што сме постапиле во минатото, така ќе постапиме и во наредниот период. На брифингот со новинарите, Дурмиши рече дека во периодот кој следи можни се и измени во законот за нефер трговски практики, а зборуваше и за минималната плата. Прашање кое рече дека во наредниот период ќе се отвори во рамки на СС, бидејќи вели сите индикатори досега покажуваат дека таа во март повторно ќе се зголеми, но исто така рече дека како институција се отворени за разговори и за смена на формулата за пресметка.